Ова е застрашувачкиот момент што го потресе Луивил. Безбедносните камери го снимија летот 2976 на UPS само неколку секунди по полетувањето од меѓународниот аеродром. На левото крило веќе има пламен. Авионот не успева да добие висина и удира во земјата, предизвикувајќи огнена стихија. Веднаш потоа густ чад го прекри небото. Авионот Македонел Даглас МД-11 со тројца членови на екипажот требало да лета за Хонолулу. Несреќата се случила во 17 часот и 15 минути. Авионот удри директно во индустриската зона на работ на аеродромот. Right now we believe we have at least 3 fatalities. Oh, I believe that number is going to get larger. We have at least 11 injuries, some of them very significant, that are being treated by local hospitals. Судбината на тројца членови на екипажот се уште не е официјално потврдена, иако гувернерот изрази загриженост за нив по гледањето на снимките. Авионот директно погоди најмалку 2 деловни објекти. The first is Kentucky Petroleum Recycling. We are seeking more information, but it looks like they were hit pretty directly. The second is Grade A Auto Parts. Grade A has been in contact. They've accounted for all of their employees but they do not know how many other individuals, customers, or others could have been on site at the time. Властите издадоа наредба за засолнување за сите области северно од аеродромот поради опасноста од чадот. Пристапот до местото на несреќата е блокиран. Again, please stay away from the area. Allow those responders to do their job and make sure that scene is safe as possible. This will be an ongoing active scene for the next several days. Националниот одбор за безбедност во сообраќајот ја презема истрагата за причините за несреќата. Авионот бил произведен во 1991 година. Аеродромот во Луивил е најголемиот светски центар за ракување со пакети на UPS.